денес со Душко Христов, председател на организацијата Банка за храна Македонија. Говориме или пак на почетокот може да кажеме ќе честитаме за 15 успешни години работење, како што тој спомена зад камера на 11 јануари, официјално и се одбележаа 15 години без некакви, не знам, можеби нели фанфари и аплаузи, бидејќи сепак тие, да речам, јубилеи ги чуваат конкретно за тој најблизок круг на самата организација и да си можеби честитаат за успешноста, конзистентноста и да се остане можеби достоинствен во денес ова време кога за жал некому храната се уште представува луксус, така и во Македонија за жал. Во општество во кое што секојдневно за жал и фрламе храна, истовремено јадници семејства се соочуваат со глад, една тивка несигурност и чувство на заборавеност, постојат токму луѓе и организации кои што на некој начин тука се и како наблюдувачи ја претвораат хуманоста во организирана, одржлива, достоинствена практика. Таква е можеби работата на Банка за храна Македонија, 15 години представува токму тоа. Мост помеѓу вишокот на потребата, отпадот и надежта, меѓу онаа равнодушност и солидарност за жал, некако краткорочна помош, туку како систем кој што го штити човечкото достоинство и го става човекот во центарот, затоа што храната не е на некој начин милостина, туку тоа ќе биде и понатаму едно основно право. Денес говориме за тоа кога хуманоста станува и понатаму една вистинска одговорност, кога еден оброк значи повеќе од сит стомак и кога помошта не понижува, туку охрабрува. Ќе говориме за токму и овие 15 години успешно работење. Душко Христов, представник и председател или директор на токму Банка за храна Македонија, човек кој што со години ќе можеме да кажеме ја на некој начин е дел од оваа борба. Сепак за жал ќе кажам не само со бројки, туку и логистика, туку и човечка посветеност и визија дека општеството може да биде и вистина со нив, да се потсетиме на оној аларм дека може да бидеме и многу похумани, така што ќе говориме Душко и ќе се потсетиме можеби на почетоците на тој 11 можеби јануари пред точно 15 на години кога се основаше оваа непрофитна организација, меѓутоа многу значена за нашата земја, каде што успеавте во овие 15 години да останете конзистентни и да привлечете толку многу можеби општествени одговорни компании и пробоно луѓе кои што ќе донираат секојдневно за да, како што кажавме, има луѓе кои што храна денес им е потребна. Кој би рекол дека денес може се уште да го ставиме во категорија храната како еден луксус е основно човечко право. Меѓутоа, за вас можеби тоа вистински ќе биде денес изборот на неколку овие теми да ги споделиме за јавноста. Прво ќе ви посакаме добре дојде во Телма телевизија, колку што не помниме јас и Цеце, досега не сме имале прилика да ве имаме вака за соговорник, па се надам дека од тука ќе почне наша можеби заедничка една соработка и придонес можеби за вашата организација. Марко и Цеце, ви благодарам на поканата и на Телма телевизија, не сум прв пат на Телма телевизија. Сум учествувал во разни други формати и од кога се зборувало токму за оваа тема што рековте. Ви благодарам, Марко, ти благодарам на оваите зборови и воведот кој го направи за Банката за храна. Мене немаше ми текне да изберам некои зборови кои што не сум вичен на многу зборови, но убаво кажа дека 15 години, пред 15 години во еден од хотелите седнаме 19 на луѓе и рековме, ово више не може. Мора да има во светот нешто. Јас банкарството со храна во Македонија не бележи. Тоа е официјален дел на хартија кога почнавме и ја почнавме процедурата. Иначе порано почнувавме со некои иницијативи кои што значеа некои вишоци на храна кои што завршуваа во контејнери или од домашни ручици, да најдеме начин и можност да доставиме до некој што им треба. Банкарството со храна не ни падна од Марс. Банкарството со храна го измислиле некои наши пријатели од Америка пред 60-70 години. Вакви организации низ Европа и светот постојат? Да. И банкарството со храна е, ние велиме, најбрзата пошта на вашата хуманост или на вишокот храна, кој што ние сме као поштари на хуманоста, кој што доаѓа од оној кој што милува да дарува до оној кој што ќе стигне. Банкарството со храна е систем кој што во Европа оваа година ќе слави 40 години, а ние сме придружна членка на Европската федерација на банки за храна веќе 14 години. И тој спектакл ќе биде... Што ви возможува таа соработките со таа Европска асоциација? Видите, значи морам да бидам искрен дека добивме одредена помош во одредени периоди на нашето постоење и работење. Дел од она што сигурно ќе го зборниме во понатаму во емисијата е одредени, бидејќи без правила, закони, се тоа не може да биде. Значи правилата, системот што го спомна и самиот,
Значи, системот мора да постои. Без систем, во нашето постоење од 15 години бројни иницијативи позитивни, секако човек треба да поздрави секоја позитивна иницијатива која што има за цел да помогне на социјално загрозени семејства или категории на семејства кои што се во социјален ризик. Меѓутоа згасна. Зошто згасна, тоа е нивна причина, не знаеме, но постојаноста во тоа за кој што се предоделили да работите во вашето, да речеме, слободно време или интенција со намера тоа да го работите, дава еден силен мотив да ние и пред се како луѓе и како организации действуваме многу повеќе во општеството. Но има моменти во нашето секојдневно живење кога дел од мотивацијата паѓа, донациите се смалуваат, ќе спомнем и тоа и за минатата година, кога се прашувате на која раскрсница. Ние сме секогаш на раскрсница, да се разбереме. Европската федерација на банки за храна не дава можност да имаме увид во европските одредби, закони, легислатива, нови трендови кои што дуваат низ како ветришта низ Европа, поготово за оваа тема и поготово сега во ова време, наназад 4-5 години, па почнувајќи од самиот ковид од 2019-2020 година, до ден денешен имаме голема турбуленција во делот на присобирањето, еволација на собраното и како донираното и дистрибуција на истата. Ние како банки за храна на европско ниво собираме помеѓу 850 до 880.000 тони храна годишно. На дневна основа, тоа го речунат нашата канцеларија во Брисел, на дневна основа нашиот допир, банката за храна е капка во тоа, ние допираме помеѓу 11 и 13 милиона луѓе секој ден. Значи, тоа се банките за храна во 441 банка за храна. Од 11 до 13 милиони дневно. Дневно. Па само еве ќе кажем пријателите од Италија 1,3 милиона имаат корисници, нашите пријатели од Федерацијата на банки за храна од Италија има 1,3 на дневно ниво? На дневно ниво. А како е во Македонија? Во Македонија вака ќе кажем, значи ние бидејќи има голема турбуленција, да бидам искрен, во делот на донациите кои што не пристигаат и можностите ние истите да ги на некој начин доставиме, прифатиме и доставиме до крајните корисници. Ви кажав и пред емисијата дека наназад години и пол дена немаме свое складиште од причини што, да бидам искрен, чинеше многу средства. Обезбедивме со една партнерска организација земјиште во Волково да се изградиме наше складиште, ама некако не успеевме за овие години и пол дена да собереме. Прво имаме некои административни проблеми, но сега во моментов после емисијата што се вика ќе одиме на едно место да гледаме едно складиште. А како успеавте во овие години и половина без складиште да обстоите? Вака, значи ние пред малку се кажав, ние сме како организација, како банка за храна, сме семафор на донациите. Значи веќе транспарентност има нека логистика создадена без складиштето може. Добро, имаме своја администрација која што вели дека секој прифат, секоја донирана храна можеме катадневно да ја споделиме со нашите партнери. Спомнав и пред вклучувањето дека имаме во 15 градови околу 18 организации наши партнери кои што на дневна основа можат и земаат секој појавен вишок на донирана храна. Да речеме во Битола, во Делчево, не знам во кои градови, каде што ќе се појави вишок. Или па ако е поголема донацијата, самите тие организации доколку имаат своји превозни средства, кога се појави поголема донација, доаѓаат на местото на донацијата, да речеме XY компанија која што нам не донира, доаѓаат на тоа место, уште на самото место ја споделуваме со нашите партнери, не се секој, да не кажам стотици тони, меѓутоа во одредени момент има доволно да се покријат, да речеме 200-300 семејства, дали 50 на 100 во Скопје, не е битно. Душко, кои се крајните корисници или како се одлучува да одредено семејство, социјално загрозено претпоставувам, да биде крајниот корисник или кој се може да биде крајен корисник на таа храна? Токму гостував кај вас на Телма, кај Боби Христов, еднаш на токму на ова прашање, имаше една емисија пред можеби 7-8 години. Тоа е добро прашање, кому ние донираме. Значи, ние не сме комисија да одредиме кому да дадеме. Тогаш кој одредува? Сега, значи, ние претежно работиме со центри за социјална работа, они ни даваат своји листи на корисници. Еве, јас слободно можам да кажам, па ако има некој да ми го оспори тоа што
сега ќе го кажеме, бујром ќе седнеме па ќе дебатираме на таа тема. Мислам, не со факти и аргументи, не со нешто што негде стои на хартија. Тие листи на корисници, не само ја, него посериозните луѓе кои што работат на оваа тема, на истражувања, на собирање на податоци и вкрстување на тие податоци, докажа дека во одредени општини дури тие листи се над 50% непрочистени и дел од корисниците или се починати, или се заминати во странство, претежно во странство. И така да тие, сакам да кажам, тие листи на крајни корисници се недоволно прочистени, да можеме ние да веруваме. Да. Од тоа аспект милуваме да кажеме дека партнерските организации кои ќе дојдеме на терен, ако самите увидиме дека тоа семејство на вистина има потреба, ние велиме може имаат они потреба од помош и од други работи, меѓутоа ние пред се зборуваме од аспект на храна, тогаш секогаш сме имале резерва по 1-2 пакети да им оставиме на тие семејства. Тоа се случуваше и во Кавадарци, имаме локална неформална, да речеме, форма на здружување, една невладина организација Екоживот, кој што во долги години е и наш партнер во оваа тема, да речеме, банкарство со храна, и се едни од поистакнатите во делувањето, бара донации, споделуваат. Они имаат негде околу 100 нешто семејства кои што на месечна основа, на вистина, едно големо охрабрување за мене како човек да видам така млади посветени луѓе да можат да обезбедат и да донираат. Односно толку колку што им донираат, бидејќи целта, оно што го спомнав, ние сме една раскрсница, семафор во кој што секоја појавена донација треба да знаеме на еден транспарентен и соодветен начин да се достави до крајните корисници. Да, има и злоупотреби, да бидам искрен. Тој ќе ве прашав, да колку често се соочувате со такви и токму од овие листи што ги рековте вие, да, рековте дека има одредени семејства кои што на вистина, ние многу пати сме пробувале со одговорните лица во тие центри за социјална работа, да сме стапили у контакт, сме имале одлична соработка со Кавадарци, со Делчево, за да не ги набројувам општините, меѓутоа да, општините, односно центри за социјална работа се волни, односно би сакале да бидат дел од процесот, да видат каде е грешката низ целиот систем. И плюс ние додаваме малце, ја викам, некои зачини од оно што го викаме европско, некои интересни предлози кои што може да го регулираат тој дел. Да речеме, во одредени банки за храна во Европа има ја зборува таа социјална карта, таму треба човек, односно лице семејство да пројде низ процесот оддавајќи одговор на 180-200 дали ги исполнува можеби? Да, меѓутоа кај нас основните прашања се 5. Состојбата, социјоекономската ситуација, обкружувањето, комшиите дали веруваат дека на тие луѓе им треба и така 4-5 работи се битни. Ние како луѓе пред се, ние не сме комисија, значи ние немаме право да одредиме кому да даваме, но имаме право да, ако видиме на вистина дека одредени семејства се во стварно незавидна ситуација, а не се на листата, да во најдобрите времиња кога можеме да споделуваме и се уште се трудиме да можеме, да тие семејства добиваат помош. Зарем се уште после злоупотреби на... Да, многу големи се злоупотребите, Марко, верувај ми, сад нема да навредувам никого, бидејќи не се ни ови луѓе што сега ги водат институциите, нити претходните, ни претходните. Тоа системот го кријал. Но, ја велам многу пати дека и ѓаволот бега од сиромавиот, така да оне сиромавиот нашол некои лавиринти, некои кривини на времето да се стави себе си или своето семејство на листа за некаква си помош и сега тоа си оди. Меѓутоа да кажем еден друг случај. Бројни поединци од тие семејства и банката за храна ги има одбиено, не се мал број, кога сме можеле одредени моменти некој не ни донирал храна, ни донирал средства и сега ние велиме што ќе правиме со тие средства. Дајте да ангажираме човек од социјално загрозено семејство да ни помогне во магазинот, во пакувањето. Гледате, тоа не е... Плюс да му обезбедите и можеби и работна задача. Да им обезбедиме дневница и да му дадеме храна. А што по-добро? Па вика, јас не, еве, има дел од тие што се испа. Па вика, јас не можам. Зошто тој ќе дојде, па тоа го реков, тој ќе дојде во банката за храна, ќе отиде кај друга иницијатива, кај трета, четврта. Не знам, некој измисли во институциите предходните да им се додели 12.000 социјална помош. Нека им се додели не 12, 15 и 20.000 денара. Но на тој начин
тој или таа не го ставаш веќе во функција да може да заработи за себе, да се економски стабилизира неговото семејство. На тој начин сме одбилени поединци и фамилии, да бидам искрен, каде што сме вереле дека не може ти да дојдеш кај нас да добиеш пакет, не е проблем, ќе дојдеш во друга организација, во трета, во четврта и на друг, едноставно да го преживуваш денот или месецот на тој начин. На тој начин, да. Значи, поред е, не е тоа проблем. Проблемот е во многу пати сме разговарали со и претходните односно луѓе кои што работеа во институции, луѓе мора да има СИМА ЕСАП. Значи, мора да има систем кој може да зима. Ние сме, односно ја пред се сум и дел од две работни групи, ние сме една од организациите кои што инициира пред можеби 10 години носење на посебен закон за донирање на вишок храна и дел сум од работна група благодарејќи на Конект организацијата кои што се долги години во делот на филантропијата и донирањето. И они ми предложија мене да бидам дел од работната група, во која што се носеше се носеа измени и дополнување на законот за донации и спонзорство, иначе за информација на гледачите дека Македонија е една од ретките земји во југоисточна Европа, ако не е во Европа, што имаме таков закон. Тоа е еден раритет кој што па да, и врз основа на тој закон. И куриозитет и раритет, браво. Па, на некој начин, да, и на тој начин ние односно претежно бево дел од таа работна група каде што стои тој предлог, тие предлог измени на ЕНР, на платформата за закони за измени и дополнување на закони во државата, каде што ние предлагавме они што донира, ако сега 5% поврат на ДДВ при донирана храна, нели, ако е од 100 евра или не знам како ќе од 1000 денара 5%, ние рековме да, дупло да им се врати, да им се поврати ДДВ-то, затоа што сепак бил општествено одговорен. И втора работа е да чинот, односно услугата, јавна помош во храна, не храната како храна, него помош во храна. Некој треба да ја излобира таа храна, треба да ја спакува. Јас сум човек 60 на години ќе заминам од оваа организација. Меѓутоа треба да оставиме систем во кој што некој помлад утре ќе има... Ке го превземе раководството. Треба да превземе и иницијативата да иде, да има систем. Значи, треба некој да излобира храна, треба некој да ја прифати, спакува и ја сподели. И ние велиме услугата, помош во храна, да биде вреднувана од страна на државата. Па, дадохме некој... Тоа сега не е регулирано? Или е регулирано? Не е регулирано. Значи, тоа се вашите амбиции да... Па, не амбиција, тоа е една нормална, ако ние вршиме јавна дејност, од типот на социјална услуга, односно му носиме на некој дома храна, значи, оно што го спомнав, можеби и во текот на ова, дека најголемиот трошок за едни вакви организации е дистрибуцијата, прифатот и дистрибуцијата на донациите кои што пристигаат во нашите организации. Да, вие кажате, Душко, седиштето е во аеродром, ако не грешам, така рековте или? Канцеларијата, да речеме, тие се водиме на домашна адреса во аеродром, но имавме таму и во аеродром и складиште до пред година и пол. Добре, сега, без складиште, каква е транспарентноста, конкретно и мобилноста ваша, а и од друга страна, чисто лаичко прашање, не се понуди, можеме некое државно земјиште да ви се понуди како складиште кое што може да биде? Барко, сме работели на таа тема, многу сме прашували, над 20 на градоначалници сме им понудили, значи, некако организации, не велам само банката за храна, има и други организации кои што навистина делуваат во ово поле. Ние не велиме, дајте ни ние да правиме некоја економска добит или профит од тоа. Јасно. Еве, за пример, да не спомнам амбасадата, која што дава одредени, не се малце средства, која што може да опреми, односно да адаптираме некој стара руина објект. Имено или на тој начин да се... Меѓутоа таму постои услов дека тој објект треба општината или нека институција која што е одговорна за тоа да не го даде на користење на минимум 10 години. Некој закон имало, не можело повеќе од 2 години да ни додадат простор, што не е вистина. И така, сака да направат исклучување на секоја можност. Еве конкретен пример, Белгиската федерација на банки за храна, има 9 банки, они одлучија пред 3 години да ни донираат 20 и нешто возила, затоа што биле дизел, не знам вакви, затоа што ги минуваат со електрични. А тие беа
половина од тие возила беа нови. Ние немаме закон во Македонија да ние како организација можеме да прифатиме донација. И што направив ја? Чим мене не може да ми донирате во Романија, во Србија. Значи, за жал, не можеме ни таква помош или таква помош. Да добиеме, а државата трета работа, добив пред 6-7 години, во ковид времето добив, допис од една неебитна компанија европска, која што на секој 12 дена ќе ни доставуваше по 16 до 18 тона смрзнати плескавици. Исправни, значи не е тоа нешто фрлено мезо, не, бургери. И немаше кој да најде во државата. Ние немаме пари да плаќаме 5000 евра превоз од неебитно од која земја до Македонија. 5000 евра беше пред 3-4 години. Значи, пазете, 16 тона нека се плескавици. Тоа се 16.000 луѓе по 1 кило да имаат плескавици. Значи, смешни работи кои што навистина, или, например, има Данска една компанија која што произведува јогурти. Тоа се административни сопки кои што ги... И сопки, и неспремност на државата. Многу пати сме го потенцирали ово како предлог и како проблем. Добро, каков е ставот тебе на институциите кога станува збор за банка за храна во Македонија? Не сте вие сега не ново создадена компанија, го Николец, туку тоа е веќе што билите дел од асоциација една голема европска која што... Да, видите, значи, председателот на таа федерација, генералниот секретар ги носев кај бившиот председател, кај бившиот председател на собранието, кај бившите премиери. Сите ти имале средби, знаеш што е банка за храна, на највисоко ниво. Второ, кога ние имаме средби како Европска федерација на банки за храна, оваа година ќе биде во Париз, секогаш сум упатувал покана во која што на тие представници на институциите, да речеме министер некој. Иначе, да спомнам дека во неформалниот дел на Европска федерација на банки за храна седат 4, ајде ги речеме, европски министерства. Они ги викаат DG Health, не знам, социјала, земјоделие и на друго. Значи, нашите представници имаат ретка прилика, дури председателката на комисијата фон дер Лајен оваа година ќе биде вамо. Значи, они имаат прилика имаат можност да присуствуваат, но и да искористат време да се сретнат, да испијат едно кафе со представниците на Европската Унија. Не мора да платат ништо, значи тоа преку Европската федерација на банки, преку нас е обезбедено, значи патување, сместување, на крајот и тоа е неважно, важно е да се има жилба или амбиција да се помогне, а тоа за жал го нема. Нема, да бидам искрен, некако ви кажав, ние купиме земјиште. Да. Меѓутоа и во тоа купување на земјиште не најдоа некои пречки во една населба. Да, жално е вака кога ќе се навлезе во целата проблематика да се види каде се овие баш сопки се ова на некој начин со кој што се соочувате секојдневно, а целта од друга страна е само позитивна. Она што сакав да ве прашам, бидејќи споменавте оваа година конференција ќе биде тоа во Париз. Споменувате многу европски земји, многу европски банки за храна со кои што функционирате, имате колаборација или соработка. Ме интересира на европско ниво, бидејќи ние во 21 век се уште зборуваме за храна и за глад, дека се уште има луѓе кои што едноставно немаат можност да ја уживаат храната онака како што секој нормален човек би требало да ја ужива, или тоа е основното човечко право што се вели. Да направиме некоја паралела во денешно време, во 21 век, колку се уште земјите во Европа имаат гладни луѓе и колку од друга страна имаме навистина отпад на храна. Тоа се две различни крајности, но верувам имате интересни податоци кои што можете да ги споделите со нас како публика. Европа, а ние копираме, дел од нашето општество копира, нели, целиме кон Европа, но таму има огромна продукција. Чисто за гледачите да имате на представа. Во светот се произведува храна за 12 милиарди луѓе. Ние сме 8 милиарди. Значи имаме дупло, за секој уште по 50% од оно што го имаме сега. Меѓутоа, што е проблем? Проблем е распределбата на истата. Во Европа, во западниот свет, имаме огромна мас продукција на храна и затоа и останува многу храна. Да речеме, ви кажав дека банките за храна во Европа, а и ние сме мала капка да си земам, значи они спасуваат годишно помеѓу 850 и 900 тони храна, кој што треба да заврши на ѓубриштата. Дека има
глад и сиромаштија има, поготово тука се јавуваат овие мигранти, ви имаш и во најавите дел мигрантите кои што се дел од нивните општества сега, па и нашите, нормално. И банките за храна тука се први на ударот. Да речем, во Италија спомнав дека 1,3 милиона луѓе имаат корисни, меѓутоа заборив да кажам дека они на дневна основа имаат помеѓу 200 и 300 илјади ад хок да скокнат и да помогнат негде кај што гори. Малце поразличен системот на граѓански организации во Европа и тука. Зборот помош черити или како го викаат е различен таму, различен кај нас. И нашите системи, односно општества се малце, ајде речам, потврди во дел. Ја ги разбирам, да речеме ние кога работиме, стрикно се држиме по законот за безбедност на храна. Не смееме ние надвор од тој закон да излеземе, бидејќи храната може да биде лек, меѓутоа може да биде отров за некој. Споредбено со тоа што го прашате околу сиромаштијата и гладот, има, и затоа спомнав дека најмалце ние сме придонели во тие 13 милиона што на дневна основа добиваат помош во Европската унија, но таму има еден друг систем. Еве, има во сликите, благодарејќи на Еразмус Плюс програмата и Националната агенција за европска образовни политики, бевме 7 дена во Хрватска. Они во нивниот Црвен крст имаат програма, се нарекува Банка за храна. Да речеме, Европската унија, како што од она време Југословенското имаше посебни закони за социјална поддршка, тие имаат некои ФЕАД програма, ја викаат, која што може преку нивните држави да дојде до банките за храна. Исклучиво за банките за храна, за Црвен крест и Каритас. Тоа се трите организации кои што на европско ниво ја прифаќаат таа помош, што не е малку, за 7 години беше преку 100 милиарди евра. И сега они, еве ќе ја земам пример, Хрватска е земја која што нема закон за донирање на вишоците храна или што со отпадот од храна што прашавте. Меѓутоа они имаат правилник кој што произлегува од законот за земјоделие, што е чудно. А во цела Европа сите го коментираме тој, бидејќи е многу прецизен и транспарентен, меѓутоа си бара одредени услови да бидат исполнети. Да речеме, бевме 7 дена. Како е поврзан тој закон за земјоделие? Па, да речеме, секој вишок на храна мора тој да го најави донаторот, да речеме, овие беа големите маркети кај нив таму, и менеджерите на маркетите знаат, подготвуваат овоше зеленчук све посебно. Пишуваат на лист, Банката за храна ги превзема, внесува нивниот систем, меѓутоа па нивниот систем е поврзан со финансискиот систем, да речеме со нашето УЈП би било тука, каде што УЈП има увид, јас сум за да има така, има увид во тоа колку е некој се ослободил од вишокот или отпадот од храна. Иако во таа храна што собиравме, има на сликите, имаше калирана храна која што не е за користење. Што не да може да биде за грозување. Ама и тоа се одбива. Значи, еден систем кој што нас ни го дадо, не е нешто комплициран. Македонија може многу лесно да го имплементира во своето, да го речем, бидејќи дел од предлог законот што ви го спомнав, 2 пати седнуваме со министри силни и премиери, дајте би луѓе. Дури во програмата на некоја си претходна политичка партија ставија дека ќе го донесат посебен закон за донирање на вишок храна, меѓутоа сето тоа беше има најаве можеби за година? Па да бидам искрен, новиот премиер се уште не сум биле на гости. Да заврши годишниве сметки сега во јанари, да го најдеме складиштето, се надевам дека ќе има доблест да не прими една делегација на некако невладина организација, да му кажеме кои сме, што сме и што сакаме. Еден ваков закон државата нема да кошта ништо. Може сега да го кажам тоа. Можеме да седнеме, оние економисти силни може да израчунаат колку државата ќе ја чини за имплементација на еден ваков закон. Кои се одбитоците, да ги речам, минусите, меѓутоа кои се плусовите. Добивките, да. Душко, ми се постава прашањето додека ве слушам дали гладот денеска повеќе е социјален или системски проблем, ами и денес кои групи кај нас во Македонија, ајде ако гледаме сега географски тука, се најпогодени. Најмладата популација, односно децата, стари лица, самохрани родители и дали ги споминавте, да речеме, економистите силни, така натаму, ми се наметна сега прашањето дали некои конкретни економски кризи, можеби последниве години
го влошија проблемот на работење или напротив останавте некако и агилни да ги решите проблемите што се били во чекор? Баш во ковидот ви бев гостин, ковидот напри големи дискрепанции во работењето, не само на нас, него уопшто и на поголеми организации. Да, ви рековте дека и неколку ланец на познати маркети кај нас. Да, ние имаме до тоа време 22 компании кои што ни донира автоматски за неполна година останавме на 7-8 компании. Значи драстично се смали бројот. Зошто? Затоа што и оно што го спомнав исто, ние како организација им дадовме слика кои нивни производи не се продаваат. Да речеме, не знам, правеле 100 леба, еден тип на леб, меѓутоа тој леб ние го абсорбираме 50-60, гледа дека само 40 им се продават и производителите прават сега 50, не 40, него 50 лебови. Сега 10 леба им остануваат вишок. Само да кажам дека ние им дадовме слика. Втора работа е што ним дадовме слика и на оние компании, дистрибутери, кои што и производители, кои што произведуваат одредени количини, како што спомнав, гледаат дека тие количини не им се продаваат, одредени производи не им се продаваат. Само до тоа, бидејќи ние ги известуваме. Ние секоја донација даваме потврда за примена донација, претходно е договор и на крајот даваме краток извештај кому сме дали донацијата, односно количините. На тој начин економистите во тие компании увиделе дека дел од производите не им се продаваат, а ќе го смалиме овој производ помалку ќе го произведуваме, а кој ни се продава ќе го дигнеме. И многу битно, мислам дека дел ќе се постави како прашање што завршува на Дрисла. Ние велиме, имаме една не е тоа флоскула, меѓутоа една мисла да ги храниме економиите, а не депониите. Да речеме, на Дрисла од 2009 година, еве за ваша информација, ја не најдов, бидејќи тие луѓе во Дрисла се прекрасни луѓе, секогаш отвараат врати и прозори да ни покажат што уништуваат едно друго. Не се тоа некои тешки тајни да ги речеме како податоци, но секако дека даваат слика за тоа што се уништува на Дрисла. На Дрисла не се наоѓа ни едно кило брашно, макарони, не знам, сол, шеќер. Тоа е податок. Значи, тоа е податок. Што се уништува тамо? Ја викам, кои се вишоците на храна што се јавуваат? Ја не велам дека со таа храна ние ќе им дадеме повеќе храна на тие што немаат, но да, ќе им дополниме дел од прехранбениот пакет што они може да се го приуштат во текот на месец. Тамо се вфрлаат чоколади, ресторани, да не ги набројувам. Иначе и друга работа, кај нас постои голем проблем со законот за безбедност на храна, во кој што ние имаме стриктни правила. Значи, до рокот мора да се фрла. Добро, почитуваме. Но во Европската унија, преку Федерацијата, они направи еден каталог, 57 категории на производи, ги метна во 57, односно производите кои што, во 57 категории на производи, да речеме млечни производи или житарици или било што друго, може рокот на употреба е доправи, меѓутоа на англиски го викаат best before date, меѓутоа може да се користи до. А што треба за тоа? Треба да се направи дополнителна етикета на самиот производ или во делот на етикетирање на производот, да се знае дека тоа дека може да се користи до тога, рокот на употреба до тогаш, но може да се користи до тој датум. И на тој начин може да се смали цената или има разни трикови преку кои што еве денеска сме сведоци 3 за 1, 4, 5 за 1 и така. Така да од обичните домаќинства ние ги користиме некој пат тие производи, затоа така што тоа не е отров. Не е тама работа. Душко, темата е многу актуелна, не само во Европа, туку и кај нас. И веројатно ќе отвори голем број дилеми кај граѓаните или кај гледачите кои што не гледаат. Кој се може да донира и што се може да донира? Вие зад камери ни спомнавте некои интересни примери, можеби ќе ги споделите и со гледачите, но прашањето ми е дали може да се донираат цели оброци, дали може да се донираат намирници, како оди таа процедура или што се е потребно. Само ќе ве потсетам, би сакала да не дадете одговор во односно на што и Марко претходно ве праша, во однос на загрозените категории, кои се можеби големи, дали се тоа семејства, дали се тоа самохрани родители, дали се тоа возрасни лица, каде се е потребна таа храна и ете кој се може да донира во каков облик на донација. Прво оно што го праша Марко што нема одговори, да. Сликата за примателите на некаква си помош буквално во ковид кризата се покажа.
Тоа се социјални случаи со многу детни семејства, тоа се стари изнемоштени лица со ниски пензии, за волја на вистината, тоа се самохрани родители, пред се мајки, меѓутоа имаше и студенти кои што се надвор, кои што работеле за дневници во рестораните, во кафичите, или тогаш се затворија, и тие се. Меѓутоа и денеска во средношколци или кои што се надвора своите родни места, од социјална загроза, така, посиромашни семејства, се во делот на категоријата на можни приматели. Во Италија добиваат посебна социјална карта, која што не е срамно секој да се отиде во банката за храна. Дури на таа социјална карта тој или таа може да прејави дали е шекераш едно друго, да не му даваат од тие производи. Значи, систем кој што е решен. Ја го нудев тука веќе 100 пати, но не се откажам ја од понудите. И да не се откажам. И втора работа, кој може да донира? Секој кој сака да донира. Меѓутоа, кажав, оно што рекоте за камерите, ако се појави скромна донација, за нас секоја донација е огромна донација. Меѓутоа, вредноста. Ако донацијата се појави во општина Ѓорче Петров негде, а ние сме во аеродром, а треба да ја земеме, да ја од Ѓорче Петров да однесеме во Сингилиш, да речем. Значи, чинењето на транспортот на тоа е големиот трошок кој што вам вие така. Ние прифаќаме кога имаме кампањи, слабо ги правиме бидејќи увидовме, имаше една бројка од како се вика за Завод за статистика дека толку и толку луѓе немаат достоен оброк. Секогаш зборуваме за достоен, не доволен оброк, достоен оброк еден кој што може да ги задоволи основните потреби на еден човечко битие. Значи, 450.000 луѓе, па викам ја со кого ќе правам кампања, ако застана пред маркетите, меѓутоа мора да признам дека македонскиот народ е многу хуман и одговорен кога се работи за веќе однапред добро подготвени кампањи. Ние сме собирале во Битола и во Скопје, тука во пред маркетите кои сме застанале, сме собирале у 2 дена по 4-5 тона храна. Тоа е добар показател. Да, добар показател. Тоа е едно. Второ, претежно прифаќаме донации кои што се спакувани, кои што имаат свој рок на употреба, да можеме да реагираме. И тоа се претежно кога работиме со субјекти, речеме школите, меѓународни училишта, меѓународни организации, укажуваме дека нас ни се потребни 5-6 основни производи од кои што можеме да направиме еден пакет солиден кој што може да му задоволи, да речеме 3 до 5 дена некаква си помош за некој си семејство. И некудишко домаќинство, угостители, компании, сите можат да направат донација. Мене ме интересира што се случува, дали имате соработка со ресторани, со ите угостители кои што на дневно ниво имаат вишок на храна. Да, ма видите вака. Што со таквиот тип на храна? Многу малку. Верувате, Цеце, многу малку е таа храна се појавува. Се појавуваат по големи количини, ќе ви кажам и како. Еве конкретен пример. Во ковид времето, јас сум родом од Делчево и помалите места, па и помалите места во околината на Скопје, секогаш кога се тажните помени, погреби на друго, ние знаеме да направиме 100 луѓе. Нели тогаш беше обврска максимум семејството. Некои луѓе од села, од Јурумлери, од не знам, од колонија, им починал некој. Храна останала во изобилие. Значи, ние имаме организации во Скопје кои што можат катадневно да изземат големи количини на храна и имаат и своји конзументи нормално, корисници. Дури до таму се идеше да ни се јавуваат луѓе, значи луѓе непознати. Втора работа, во рестораните е испитано дека освен ако нема организирани настани, семинари, конференции, свадби, не останува големи количини на храна. Тоа е веќе докажано, бидејќи јас сум легол во над 500 ресторани на Скопје, истата тема, истото прашање сум го поставил и тие ресторани, они се волни да остават не да вишокот, него да напарат по 2-3-5 оброка секој ден. Да има плюс. Да донираат, но за тоа си треба систем, тоа сме го предлагали на одредени општини, дел од рестораните кои што направихме една мала платформа на тие ресторани да се пријават кои сакаат и верувате, но вистина беше голем одзивот. А таа платформа веќе не функционира или? Не, тоа беше интерна платформа помеѓу тие ресторани да можеме да секој ресторан се пријави да донира 3 до 5 оброка. И се рачуне да еве 200 нека бидат, не 500, 200, потребува се 6 оброка. 600 луѓе ќе имаат
достоен оброк. Достоен оброк. Тоа е нешто што ја мислам дека иначе да прифаќаме ние, не го објавуваме тоа на нашите социјални медиуми. Имаме веќе постојани партнери од типот на хотелите кои што не знаат или дел од меѓународни организации или организирани форми на... Кои што дневно ви доставуваат? Па не дневно, него кога има поголеми настани и сега ние системот се јавуваат на нас, ние на тие организации, една или две од тие што се во Скопје, тие имаат луѓе, имаат средства, превозни да може да превземат храната. Пред малце рековме дека најголем трошок е дистрибуцијата. Мора да признам, нели да не испаднам сега, нели јас хипокрит пред очите на јавноста, меѓутоа и јас истиот сум бил како индивидуа дел од овие, да речам, all inclusive хотели каде што се нуди катадневно изобилство на храна, која што некој пат искрено мора да признам, Душко, кога ќе го видиме тоа толкова многу храна за да се задоволат, што се вели, да речеме 200-300 грла. Да, и во некоја ситуација, да речем, со менаџерите на хотелите, токму на овие all inclusive ресорти, сме правеле момент и сум ги прашал што се случува со храната, бидејќи некој пат сме толку неблагодарни што се става. Збориме сега за народ кој што нели платил за да ја добие услугата, нели all inclusive, и си велам што се случува со толкава мас продукција во храна. Исто, да речем, некои од овие турски ресорти имаат кажано дека нели исто така за социјални загрозени луѓе, да речеме, луѓе кои што се бездомници, некој пат да речеме на кучиња, на мачиња, на животни, и вика се распределува храната. Кај нас не постои можеби таа, да речем, ајде тој тренд на all inclusive, ние мислам дека добро се носиме со истото. Не знам ли прочитав дека од годинава се очекува голем дел од ресортите во светот да го истребат можеби тоа all inclusive уживање кај многумина, бидејќи неблагодарно, бидејќи колку може човек да изеде за да остане сит. Да, сите сме били дел од тој all inclusive пакет. И ја дори викам од 7 кога ќе станеш до 11 навечер, не може кога ќе идеш на одмор да станеш слим, ти доаѓаш. Да. Мислам да имате надофатна рака во ресортите постојно храна. Согласувам, Марко. Значи кај нас, ви кажав кој е системот. Системот е на оставен на доверба и на размислување на самите менаџери на хотелите и нивна е одлуката и пред се на нас како организација да можеме да прифатиме, бидејќи ви кажав, поголемите донации се прифатливи, не е проблем да се. Меѓутоа за скромни донации, помали донации, не дека се безвредни тие тама работа, не можеме да одговориме, бидејќи навистина сме лимитирани со средства. Иначе ние како систем го нудиме на државата. Не мора банката за храна утре да постои или Душко, или Јанко, или Петко. Значи, ние како систем, да го направиме системот, ајде денешно време сите ги викаат тие платформи. Навистина е така. И кога бараат од нас одредени организации, меѓународни институции, да речеме, кај ви се корисници, па тој ако можел да дојде на некој наш настан да го видат, да го условно да го сликаат, тој нема да бара помош. Тој или например ние како банка за храна еве година дена и мрне година повеќе, ние се трудиме да во руралните средини обезбедиме мала материјална помош на одредени семејства кои што се наши корисници, да речеме да им помогнеме, ќе им купиме 100 кокошки, ќе им направиме кокошарни, ќе им обезбедиме храна за тие кокошки за година дена. Едноставно економски да се зајакне. Значи јајца да се и користат, меѓутоа вишокот да може да си го продадат на да се продаде, така е. Да. И разни други форми да ги речеме. Имено во моментот кој да не гледа, секако може да биде, нели, ќе потсетиме, нели, и да донира. Знам дека би рекол, големата сатисфакција и возвишено чувство е да се биде и волонтер денес, што го истакнуваме секој пат. Дали може да се биде волонтер во вашата банка за храна Македонија? Кој се може да речеме во моментот да се пријави, да ги исполни можеби условите да биде исто или волонтер? И само околу складиштето, дали во тој период кога би го добиле здравје Божи и го посакуваме годинава, секој еден ќе може за и вашите, да речеме, трошоци па и ангажмани логистички да се пренасочат или да речем тие донации, секој од нас, да речеме, како домакинство ќе може во складиштето директно да го остави пакетот на донација, за да може и вас да ви се обезбеди. Само добро спакувана храна со одреден рок, да, во право сте. Мислам дека за релативно кратко време ќе го имаме тоа складиште. За волонтер може да донесе да остави храната донирана, а оние кои што сакаат да волонтираат има разнорачи. Може со своје возило да однесе пакет некому негде, како што се, да речеме, неколку пати сум палел возило до Македонски Брод.
може да дојдат во свое слободно време или кои ќе имаме евентуално поголеми акции, донации, да можеме да спакуваме храна, бидејќи дел од вашите гледачи видео на слики, каде што ние направивме 2020-2021 година најголемата акција во Македонија, каде што во 11 дена посетивме 20 општини во Македонија, 1620 пакети од по 20 килограми поделивме во 11 денови. Така да, тогаш ни треба. Едни развезувавме, други пакуваат во складиште, тоа беше огромна акција, која што беше буквално... А инаку колку дневно корисници имаме на улици? Па, корисници нема. Значи, ние ги викаме околу 1070 корисници се на некоја си оптимална бројка, која што во текот... Вклучувајќи ги сите градови, така? Да, не само Скопје, каде што можеме да обезбедиме и да донираме. Значи, се јавуваат и луѓе што имаат, нели, како што се смалува бројот на донации, се зголема бројот на баратели на помош, но тоа е. Судбината е таа. Останете и понатаму, јас би рекол, Душко, пример, јас би рекол, еклатантен за многумина, како може солидарноста на ваков начин да се прикаже. Јас верувам дека на некој начин вие сте една убава мерка како се грижиме за најранливите во Македонија, кога се уште ќе кажам, за жал храната некому представува и луксус. Секој кој што не гледаше, ќе го има овој линк, достапен ќе биде на нашата YouTube страница, доколку ја посети вашата пак храна за банка за храна Македонија, ќе може да направи директна донација, да се поврзе со вас, за оние кои што можеби и сега започнуваат некако бизнис, а знаат дека можеби остатоци ќе имаат, можеби више храна да ве бараат и секако да ставиме, како видите вие, стоп за глад и за сиромаштијата. Да благодарам на поканата и на поканата на луѓето што им упативте, така да ќе ми биде чест да видим во контакт и во периодот кој следува, па ќе ви известам за се што се случи. Со задоволство. Се надеваме дека за скоро ќе се видиме, па ќе дадете убави вести за складиштето. Да,